Гледам кај младите од една страна огромна поддршка за десницата, но од друга страна гледам и кај младите, особено во Западна Европа и во САД, нешто што не сме биле сведоци во минатиот век, дека фактички социјалистичките и комунистичките идеи имат многу голема поддршка. Така да мислам дека во следните 2-3 години ќе се решава тој судир на некаков начин. Ние може да посакуваме да не се решава радикално со воени операции од широки размери, но како тргнала работата, мене и тоа ми е сосем нешто веројатно што треба оние мирнодопски граѓани да ги загрижи. Например, ние ако гледаме шанса во тоа на војната меѓу нациите да се претвори во војна меѓу класите, тоа ќе значи многу страдање за невини луѓе. Така да, колку што е позитивно, дупло е негативно, она што го мислам за иднината. Почитувани гледачи на Д програма, добро дојдовте во последната Д програма за 2024 година, 12-та Д програма за оваа година. Тука сме познати лица на тие што не гледаат до сега, па ќе се представам, Александар Митров ќе ми се обраќаат, Зоран Василевски, Зоки и Здравко Саевски, здраве. Имаме желби, секој човечко суштество природно е да има некоја желба за подобро во 2025 година. Си посакуваме желби меѓу нас и меѓу нас ќе си посакаме. Прво ја да ви честитам што ја преживеавме сите заедно и вас што ја преживеавте во 2024 година. Турбулентна, како повеќето години кои што помина, а не очекува уште една таква турбулентна политичка година на светско ниво и 2025 година. Меѓутоа, ние можеме да си посакаме и подолгорочно да размислуваме како сакаме да се движи општеството и за тоа да ги кажеме нашите идеи, во какво општество сакаме да живееме, зашо не посакаме, како што посакува некој мис Юниверс дека сакаат мир во светот, зашо ние да не посакаме и кои се тие чекори, како можеме да живееме во похумано општество, подолгорочно и краткорочно. И што не очекува да видиме. Па, здраве ти, како ја гледаш, имаш твои желби лични за 2025 да ни посакаш нас, себе, или одма ќе почнеме со тоа како ти ја оценуваш 2025 врз основа на податоците што ги имаме до сега. Ти даваме ја слобода да си кажеш на твоја и желба и како проценуваш дека ќе тече 2025. Да, се разбира, јас имам желби како што сакам да ми се случи во 2025 година и понатаму, како на личен план, така и во однос на мојата заедница. И тоа е многу важно да се имат тие желби и намери да се влие врз тековите на лично ниво и на општествено ниво за она што е желба да стане реалност. Но за нешто да стане реалност треба да имаме желби. Кај нас, за жал, често се случува, желбите ги има, некои за жал дури и немат желби, тоа е доста тажно и затоа не е лошо да се има желби и треба да ги охрабри на луѓето да имат желби. Откако ќе ги имат желбите, она што често недостига е да се размислува за начините како тие желби да станат реалност. И често може, ако се вложат напори, тие желби може да станат реалност или да станат пореални отколку што се чинело. Она што обично на вакви емисии на крајот од година, што ги прават другите медиуми, е да ја оценуваат минатата година и да кажуваат проекции каква ќе биде следната година. Треба да се гледа каква ќе биде следната година, но тоа краткорочно гледање на иднината, сецкање на иднината на година за година е нешто што не тренира да го правиме капитализмот
бидејќи и самиот е учен на краток рок. Значи, краткиот рок е многу важен за капиталот, бидејќи профитот мора да се оствари на краток рок. Ако не се оствари, ако не ја зграбчиш шансата да оствариш профит на краток рок, тогаш другите можат да ја зграбчат таа шанса и ти да останеш со кратки ракави. И затоа фокусираноста е секогаш на краток рок. И она во ширењето на таа култура или некултура на капиталот, и тој нас не навикнува да размислуваме само на краток рок. Па кога ја гледаме иднината, не гледаме, дури се плашиме да размислуваме каква би била иднината за 10 години и да планираме да работиме во таа насока, туку исто како што не дресира капиталот, од денес за утре, од утре за други ден, и таков е начинот на размислување. Но таквиот начин на размислување често оди на штета дури на психичкото здравје на луѓето, бидејќи одеднаш животот им се сведува на секвенца од изолирани моменти. И има некои работи што едноставно не може да се направат од денес утре. Мора да се работи истрајно за тие работи да се остварат. И затоа треба да го поттикнеме, и затоа ние тука нема да дискутираме каква ќе биде само 25-та година, туку каква иднина не очекува и како ние можеме да ја обликуваме иднината со нашите акции и со нашето неделување, бидејќи иако не делуваме, ние ја обликуваме иднината. Оставаме друг да ја обликува, а ние стануваме пасивни трпители на промените иницирани од други фактори. Се наметна дека ако на краток рок не ни се исполнат желбите, нека остануваме анксиозни, како не сме спремни подолго трајно да работиме на нешто. Меѓутоа, и во такво општество живееме. И сега, кој ќе им дае надеж на луѓето дека треба да имаат трпение пред се, како трпение, малце мир да ги согледаат работите. Они во тоа брзање и да прослават новата година како што сакаат, дека на еден начин тоа е па добро што луѓето сакаат и да се забават. Не може и на забавен начин да збориме за сериозни работи. Не мора да кажуваме дека се црни или како да кажем како апокалиптични. Значи тоа би се свија мојот дека треба да им даеме некоја надеж. Меѓутоа надеж да бидат истрени да Точно, гледај, зашо е клучно градењето на психологија на краткорочност од страна на капиталот. И тука жртва паѓа истрајноста како човечка карактеристика. Задоволувањето мора да биде веднаш и ги учат, ги тренират на тој начин да размислуваат. Ми се јаде нешто благо и мора веднаш да го каснам то. Имам потреба да купам нешто и веднаш мора да го купам. И сега, сето ова е врзано за остварувањето профит. И поради тоа, капиталистичкиот систем ги тренира така да се однесуваат. Ама ако падне истрајноста како човечка карактеристика, тогаш луѓето имаат склоност да не работат на долг рок. Туку, кога ќе видат дека за нешто да се случи бара истрајност и дека не може преку ден тоа да се направи, одеднаш креват раце. Например, да го паднеме капитализмот не е нешто што може да се случи од денес утре. Мора истрајна работа. Ама ако си успеал луѓето, дури и на левицата, да ги истренираш, издресираш, тие да немаат истрајност, тогаш нема да падне капитализмот, ако не за нешто друго, бидејќи луѓето немаат карактеристика, ја немаат истрајноста како карактеристика. Работиме само нешто што можеме да го смениме за еден ден. Се друго сметаме дека е утопија. Сега на краток рок со нешто што ќе се сретнеме на интернационално политичко ниво е дека Трамп ја презема администрацијата во Соединетите Американски држави и ќе се развие одма реторика. Од една страна ќе биде напаѓан кога дошол конзервативец, фашист на власт и така натаму. Од друга страна некои веруваат у него дека ќе ја среди Америка, дури балкански земји и источноевропски земји наоѓаат симпатии у него.
Има, еве, у Сирија падна режимот, таму отворено жариште со години кое што постои, меѓутоа ќе биде актуелно. И сега што очекуваш дека политички како ќе ги мотивирали луѓето или ќе дигнат раце и ќе речат па види какви политичари цело време доаѓаат на вас, како што и низ години трае, ама дали повторно мислиш дека ќе се движи таа реторика? Во Германија ќе има избори исто кои што може ќе веројатно ќе влијаат доста на политиката во Европската унија. Пак една тема која што е актуелна последните години кон економските мигранти, кон културната поделеност на Европа, како кажеме. Како се твои очекувања или па желби од друга страна, дека како треба со тоа се соочиме? Желбите се едноставни, луѓето да извлечат поуки од минатото, па не мора ни од далечното минато, од блиската сегашност, да извлечат поуки. Колку луѓе цивили загинаа во овие 2-3 жаришта, значи мислам на Украина, Палестина и сега во Сирија, а позициите се малтене исти. Значи блоковите на големите сили или на оние кои што ги имаат милиардите да купуваат оружје или ја имаат воената индустрија да го создаваат, очигледно нив дека им одговара продолжувањето на војната. Единствени кои што патат се оние војници и цивили кои што гинат. Јас не сум скептик во делот дека луѓето ќе останат скроз пасивни и дека ќе се аполитизираат, особено во овие држави, како што се спомна САД или Германија, каде што ќе има избори, каде што буквално нивниот буџет особено е зголемен за воени цели. Така да, мислам дури дека Трамп доби некој глас повеќе со неговата реторика дека ќе запре некои воени жаришта, мислеше тука на Украина, додека пак е на 100% на страната на Израел. И сега ако гледаме дека на Блискиот исток се отвори ново жариште, една моја претпоставка е дека во 2025 година повеќе ќе слушаме вести за на Блискиот исток што се случува, отколку за Украина. Така да од Трамп може да се очекува дека ќе ги разочара оние гласачи во Америка и оние симпатизери ширум светот дека е некој миротворец, дека ќе донесе мир во светот ко Вудро Вилсон после Прва светска војна. Ама од друга страна мислам дека можно е да се случи некој пресврт во американската надворешна политика, во смисла можно е повеќе да се занимава со Источна Азија отколку со Источна Европа, не знам. Значи тоа ми е претпоставка од она што го слушаме како реторика од негова страна и како реторика од неговите поддржувачи, значи републиканците и слично. А за што очекувам од луѓето? Очекувам од луѓето идеите на социјалистите и комунистите да почнат да добиваат на поголема тежина. Исто како што очекувам и раст на поддршката за десницата, така да очекувам во следниве неколку години, не викам во следниве 10 години, туку во следниве 2-3 години, буквално да има највисока досега можна поларизација на политичката сцена. Значи, мислам дека центарот како либерализам, како идеја ќе пропадне и дека како во 20-тиот век ќе имаме судир на две главни политички струи. Значи, левицата и десницата е многу веќе и застарена терминологија, ама очекувам судир меѓу овие воинствени националистички струи што се групирани во тој некој се таков суверенистичко-патриотски табор и од друга страна сите оние организации и за жал многу минорни повлијани интернационали каде што се групирани левичарски, социјалистички, комунистички, па и до некаде и анархистички групации, така да најмногу што ме загрижува, но истовремено ме храбри е тоа што гледам кај младите од една страна огромна поддршка за десницата, но од друга страна гледам и
кај младите, особено во Западна Европа и во САД, нешто што не сме биле сведоци во минатиот век, дека фактички социјалистичките и комунистичките идеи имаат многу голема поддршка. Така да, мислам дека во следните 2-3 години ќе се решава тој судир на некаков начин. Ние може да посакуваме да не се решава радикално со воени операции од широки размери, но како тргнала работата, мене и тоа ми е сосем нешто веројатно што треба оние мирнодопски граѓани да ги загрижи. Например, ние ако гледаме шанса во тоа на војната меѓу нациите да се претвори во војна меѓу класите, тоа ќе значи многу страдање за невини луѓе. Така да, колку што е позитивно, дупло е негативно, она што го мислам за иднината. Да, во крајна линија, кога размислуваме за иднината, можеме да ја зафатиме типичниот наратив пред Нова година, тоа е да кажуваме само надежи како ќе се сменат работите, без да има тоа блага врска со реалноста. Или може да предупредиме на опасностите и врз основа на тоа предупредување на опасности, особено во контекст кај што ние као народ, како работничка класа, како работни луѓе се држиме настрана, ќе го извлечиме по дебелиот крај. И затоа често е важно, иако ние сега сме во период пред славење, кој е типично за доаѓањето на Нова година, треба да бидеме објективни, а не да шириме празен, незаснован оптимизам. И сега две доста важни поенти кажа, на кои сакам да потенцирам плюс. Например, прво околу залезот на или делегитимацијата на либерализмот. Значи, во овој момент либерализмот едноставно ја изгуби својата привлечна моќ. Меѓу другото, фино лепо, бидејќи сам си ги гази своите принципи. Например, како тоа зборуваат за човекови права, кога, например, се случува ситуација кај што во Израел има геноцид. Геноцид е најлош вид на кршење на човекови права. Или, например, застанале либералниот естаблишмент на страната на Украина против руската агресија во ред, но одеднаш имаме друга држава што врши агресија, и ту на две земји, Израел врз Либан, а сега и врз Сирија, а при тоа се оправдува. И сега, кога сите гледаат дека тоа така си ги гази сопствените принципи либерализмот, тогаш џабе име секакви говоранци за популисти и не знам што, таа елитистичка идеологија на либерализмот едноставно паѓа во вода. Околу Трамп исто така сакам да разговарам. Обично кога коментираат за Трамп, кога се коментира надвор од Америка, обично се заборава кои внатрешно политички настани најверојатно ќе се случат во Америка поради Трамп, кои после ќе имаат и меѓународни импликации. Значи, сериозно се закануваат и доста веројатно е дека ќе се обидат тоа да го направат. Е масовно протерување на луѓе кои се имат доселено во Америка. Бројката со која си играат е 10 милиони луѓе, па и повеќе. Тоа се огромен број на луѓе, тоа е огромно човечко страдање кое ми следи во Америка. Не кажувам дека ќе се случи, се надевам нема да се случи. Ќе се обидат. Дека ќе се обидат, тоа е веќе јасно као ден. Но, тоа човечко страдање, меѓу другото, ќе ја ослабе американската економија дополнително, бидејќи тие луѓе се моторот на американската економија, тие се работната сила која овозможува некој друг да легачи по фотелји. Овие се оние луѓе на пополињата што работат,
што работат работа која другите не сакаат да ја работат. И одеднаш по претпоставка ако им успее да ги протераат во фашистички на фашистички начин, тогаш американска економија ќе ослабе. Вториот момент, внатрешно политички што ќе има меѓународни ефекти, е тоа што Трамп ја наполни својата идна администрација со луѓе кои немаат две чисти, кои не знаат да управуваат. И сега може да се случи тоа да има ефект кај што дополнително од незнаење или од преголема горделивост да направат глупости на меѓународен план, што дополнително може да ја комплицира работата. Има во меѓународните односи една теорија која се вика теорија на хегемонска стабилност, која кажува дека кога една велесила као Америка почнува да ја губи моќта, останатите сили се осилуваат и почнуваат да ја предизвикуваат на начин кај што не се дрзнуваат тоа да го направат додека имаше само една суперсила. Ова дополнителна дестабилизација до која дојде може дополнително да ги намножи војните кои до сега беа лоши, да ги намножи и да ги мултиплицира. Така што тоа дека Трамп се согласувам наполно, дека можеби Трамп ќе се обиде да ја реши да постигне мир во Украина, не мора да значи дека ќе му успее и не знаеме како ќе реагира после тоа, бидејќи е непресметлив. Но во врска со Блискиот Исток на таа запалена работа, дополнително поттикнување на кучињата на војната таму, може дополнително да ги комплицира работите, а исто така може да предизвика војна во Источна Азија, значи тоа, така што од тој аспект доаѓањето на власт на Трамп има доста внатрешно политички феномени и надворешни, а и внатрешни со надворешни реперкусии. Се кој да кажем објаснувањето, кој објаснување ќе бара сега Трамп за продолжување на војните? До сега секогаш американската страна била горда пред своите гласачи и пред светот, кажувајќи дека носи демократијата во светот. Ето, повеќе пати сме го спорили, светот го спорат, дека главно Блискиот Исток носи конзервативни сили од кои тие ќе се повлече, значи не носи демократија, туку има некоја, да кажеме, како се вика, контрареволуција доаѓа конзервативна. И сега, до некаде реториката на Трамп е па дека ќе ја зацврсти на Америка, дека веќе не се збори толку за демократски, дека треба демократијата се шири во светот. Исто така, која е улогата, пак ја спори, многу ја спорат и ние ја спориме улогата на Обединетите нации, они има некој начин, некој демократски процес да го осудат Израел, меѓутоа понатаму Советот за безбедност нема снага како тоа да го употребат, односно реално да дојде до негде демократската волја на многу народи од светот или нации да гласаат и да го осудат Израел, тоа не вродува со плод. Општо, дали мислите дека во 2025 некако ќе се излети конечно она верба у некоја демократија и рамноправност било каде у светот, или уште тој идеал за демократија може да влие за некои гласачи да се анимираат партиципативно негде да учествуваат, или стануваат све попасивни, оставајќи моќта, центрите на моќ да ги влечат конците, а они пробуваат некако да критикуваат или како што сме изолирани, сите секој да си ја гледа својата работа, својот опстанок, па преку социјалните мрежи да промовира свое знаење. Како го гледате тоа? Дали демократијата уште ќе се спомине или полека ќе исчезнува, дека другите хегемонии од другата страна, мултиполарниот свет, Русија, Кина, делуваат дека нудат нешто друго за капитализмот, например централизиран капитализам како што е во Кина. Јас мислам дека идеалот за ширење на демократијата преку воени интервенции
пропадна пред 20 години. Мислам дека со интервенциите во Авганистан, во Ирак, во тој дел, исто така е подоцна и во Либија, па дури и во Сирија 2015. Мислам дека сега зборувам во името на светската јавност, ако можеме да кажеме така, да се земе за право да збориме во името на 7 милиарди. Пробуваме се. Да. Мислам дека јасно им стана на сите дека и на оние што беа најлековерни дека тие интервенции се за некаква добробит на тамошното население да гласа на демократски избори, да си го одлучува за својот живот. Мислам дека ако некој имаше сомнежи, веќе нема ни 1% луѓе што веруваат во тоа. За сметка на тоа, другиот блок што веќе сино-советски, некој сино-руски го вика, значи кинеско-руски, а од друга страна тие не викаат дека тие ќе донесат демократија. Тие едноставно удираат на она што го спомна ти, централизација и еден технократски, да речеме, автоматизиран капитализам, не знам. А од друга страна, чување на традиционални некакви вредности, заштита на семејството, на религијата и слично. За сметка на тоа, идеологијата на северо-западната хемисфера, да речеме, е слободниот пазар. И сега мене, например, ми доаѓа малце судиривам во себе си, например, од една страна политиките кои што ќе ги влечи Трамп се како во насока на протекционизам, а од друга страна сите најголеми донатори што него го финансираат, што се крупни капиталисти, нив не им одговара протекционизмот, тие се за понатамошна дерегулација. Така да мислам дека пред очите ни се случува, тоа сме го кажале можда и во други емисии, едно групирање на големите сили како пред Првата светска војна, каде што веќе и не се зацкриени интересите зад некакви си идеали, туку буквално се работи за кој ќе ја задржи светската доминација или, како што кажа ти, кој ќе ја предизвика. И зато тука мислам дека работниците, работничката класа во светот е сега во една провалија измеѓу овие два блока. И овие два блока работат да ја придобијат на своја страна, секој во својата држава. И за жал во предвечеријето на Првата светска војна, освен 2-3 партии комунистички, сите други левичарски партии што се повикани да се интернационалисти, да се против војна, си застанаа на страната на своите буржуазии, на своите влади. И ако збориме да дадеме реален поглед на нештата што не очекуваат, а не некаква си желботека, јас навистина мислам дека и во сиве други земји тој процес ќе се случи, дека ако ќе се случи еден судир меѓу две соседни земји или една земја која ќе биде нападната, мислам дека веќе се тренира населението да ја приграби нацијата како заштитник, а не својата класа. Зато мислам дека и на сите што се предвидуваш некои по-широки конфликти или подиректни конфликти меѓу земји според тебе во наредните години? Да, не сакам да биде тоа така, ама се оди натака. Гледате колку тоа може да се искомплицира и дури на ниво на конкретни малечки земји, да речеме, што е доста важно да се каже, бидејќи ние во овој момент во Македонија се има намножено мислењето дека нас ништо не засега. Се тоа што се случува во светот е нешто као да се случува на Марс, а ние сме на Земјата. Во услови која паѓа хегемонската моќ на една голема сила и која другите суперсили ја предизвикуваат, може да се случи во некоја земја. Да речеме, едната страна да зафати, ја зазаде страната на одредена етничка група, другата страна на страната на другата етничка група и нешто што не би ескалирало до граѓанска војна, да ескалира до граѓанска војна. Така што треба тоа малку да не загрижи. Второ, она што мене ме загрижува во однос на перцепцијата на работите во судирот помеѓу големите сили, е тоа што одеднаш испадна, бидејќи гледаме, значи американската надворешна политика сама себе се обезвредни. Ова што се случува е нивни морален пораз. Значи, пак ќе повторам,
како вие тврдите дека сте на страната на Украина бидејќи сте биле против агресија, а при тоа некој друг врши агресија и вие тоа го игнорирате. Сите тоа го гледат, значи морален пат. Но во тој морален пат има луѓе, па дури се случува луѓе кои имаат прогресивни ставови, да речем левичарски, кај што ја зафаќаат страната на Русија, да речеме, на Путин, во помала мера и на Кина. И сега одеднаш нешто што не е алтернатива, одеднаш се перцепира како алтернатива и се само уништува имагинацијата и стремежот за промена. Бидејќи, например, поедноставено, на Кока-кола Пепси не му е алтернатива. Значи, ако наместо Кока-кола ние пиеме Пепси, тоаш ние не сме одбрале алтернатива, туку другата опција. Другото исто. И сега Русија е во голема мера другото исто на Америка. Е поавтократска, но е исто толку империалистички настроена као и Америка, со цели на кои предвидуваат газење на сопствените луѓе меѓу другото и на другите луѓе, истото као што го прави, што се случило во Америка и во Русија. Така што и сега во Русија да се гледа надежта за промената, тоа е едноставно да мислите дека нема да се здебелите пиејќи Кока-кола со тоа што ќе пиете Пепси. Значи мора алтернатива. И ова способност дури да размислуваме за алтернативата, а како да ја зборуваме, да ја материализираме таа нова имагинација е нешто што во голема мера фали. И тоа е она нешто што мора да ги поттикнеме нашите луѓе да размислуваат. Значи не е природно да се размислува за минатото. Минатото само како советник за иднината. Кај нас фали да го мислиме иднината, да мислиме што не чека во иднината и да мислиме како ние можеме да ја обликуваме иднината. Бидејќи пак ја спомна моето предупредување дека иднината се обликува и со неделување. Значи со тоа што ние одбиваме да бидеме политички субјект, зборам како народот, ние ја обликуваме нашата иднина, ама на наша штета. Значи, уште еднаш да ја видиме сегашноста, дека збориме сегашноста. Тоа што го спомна интересно е пак Русија, Америка. Сега не се секогаш тоа само такви очекувања дека ќе иде нешто на подобро или бираат едното лошо со друга алтернатива. Луѓето идентитетски се конфронтираат во светот на поделеност, на агресија, во нареков, меѓутоа за тоа еве у нашава средина многу Русија бираат како поблиска, верски, словенски, значи пак игра некои приказни за култура. Сите приказни нас не делат и приказните дека Америка ќе или либерализмот тука као некоја пропаганда, нејзина политичка идеја да произведе други идеи кои што се против семејните вредности. Ќе промовираат хомосексуалците, транссексуалци, ќе промовираат овие другите што се конзервативни, викаат ќе не заштити природниот начин Русија, словенство, значи цело време не делат на било што, ќе не поделат за било што. Така било од секогаш и претходно било така. Тоа е идејата да не поделате. Сега долгорочно што не спојува? И дали луѓето сака да се спојат? Многу важна тема. Нашата мака, нашата солена пот. Бидејќи ете и таа е огромната разлика помеѓу либерализмот и левицата. Значи додека либерализмот инсистира на нашите индивидуални разлики, јас сум различен од овој бидејќи не знам која причина, ова и она, и не разбива на индивидуи кои немаат заеднички интерес. И тоа е либералистичката матрица. Колку сме сите ние различни едни од други. Со цел да нема обединување. Сето тоа да биде атомизирана, индивидуализирана збирштина која нема да може да му се спротистави на центрите на моќ.
Од друга страна, левицата секогаш била за обединување на обичниот народ наспроти експлоататорите. И сега во тоа обединување ние кажуваме, без разлика дали ние зборуваме ваков или онаков јазик, дали е нашата религија ваква или таква, дали некој е хомосексуалец или бил хетеросексуалец. Сите имаме иста судбина, која е многу поблиска. Например, животот на обичниот македонец и обичниот албанец е многу посличен отколку животот што го имаат со капиталистот македонец и албанец. Само некако извини, ја морав само ова да го дополнам, некако ова реторика колку и да е 100% точна, значи да поеме на Битпазар ќе видиме дека на иста тезга се двајца, некако не ги дразни, не ги Се согласувам и тука е успехот на либералистичката пропаганда. Тие успеа ние самите да се гледаме како различни и туги едни на друг. Значи имаш луѓе кои се гледаат туги, македонец еден се чувствува тук во однос на македонците, не во однос на албанците. Значи кон сите луѓе. Зашто еве ние на пример може заклучок од оваа емисија да е дека навистина се движиме кон некакви си вооружени судири не само во светот, туку после неколку години и на Балканот, и тоа нема да е доволно кај луѓето да се запали таа искра дека чекај ние барајчи го славното минато на нашите предци, ние ќе останеме без животот и без куќите. Поентата е како да успееме да удриме на кочницата на возилото што не води во провалија и да го свртиме кормилото или воланот и да одиме во друга насока. И сега една од начините е како наспроти идеологијата на поделби, а идеологии на поделба не се само националистите. Поколку сакаш, што значи и либерализмот е идеологија на поделба. Сите ние сме различни, нема ист човек со друг човек. Секогаш едниот човек во однос на другиот има некоја разлика, што било клучна разлика. Додека нашата матрица е да обединиме, има експлоататори и експлоатирани. Ако и експлоатираните не се обединат, тоаш ќе експлоататорите ќе ги шират поделбите, ќе атомизираат и тие ќе имаат корис од сето тоа, а ние ќе имаме штета. Сега ти баш рече левицата секогаш била. Дали уште е левицата или тоа што и која е левицата сега денеска, дека спомињаме као ние си подразбираме која е за нас левицата, ама у светски рамки или тоа што луѓето кога ќе зборат за левица и десница, под левица го ставаат дури Бајден го ставаат, Демократската партија ставаат до левица или кај нас социјална, значи тие работи, дали ние треба да го смениме тој терминот и кај е тука неуспехот па на левицата или некоја идеологија да ги обедини луѓето, да ги убеди дека она ги спојува, дека многу луѓе што се конзервативни, што се верници, ја гледаат левицата као демонска страна, што ќе им забрани да веруваат, као ќе им ја земе дека е продукт, значи и таму гледаат поделба дека левицата ќе ги убеди дека не смеат да веруваат у нешто, например. Многу се, да кажеме, работници, ги гледаш по све, дека се работници по статус. Али по сваќање, они повеќе сакаат некој да им наредува. Испадна работниците станаа десничари, а средната класа станаа левичари. Па не би рекол, али знаеш зашо доаѓа до тоа, бидејќи левицата се либерализира и сега поради тоа богаташи кои имаат културни идентитети за кои треба да се покажи толеранција, и се согласувам, треба да се покажи толеранција, мислам дека се нешто лево. И затоа треба да се инсистира на драстичната разлика помеѓу левицата и либерализмот, али мислам дека тука треба да имаме само критика, треба да го отфрламе тој термин неодреден на левица. Ние зборуваме често за левица како термин кој обединува комунизам, социјализам, анархизам. И сега да не ги користиме тие три термини, викаме левица. Ама некојаш праќаме погрешна информација, па некој ќе испадни дека еден асли конзервативец како и хушкач на војната, како Бајден, што е десен центар, некој да смета дека тој бил левица. Така што треба да кажеме социјализам, комунизам, анархизам. И сега потешко е кога ќе се речи социјализам, например, некој може да сака да се нарече социјалист, ама ако тој
не инклинира кон, не работи кон промена на капитализмот во социјализам, тоа што и не е социјалист. Има таму, ете, во Франција, има партија која се нарекува социјалистичка, ма тие не се социјалисти. И подиректно може да се каже, сменете си го името, као сека, не сте вие социјалисти. Историјата нима даено една разрешница на ова дилема, например, тоа што например социјалдемократските партии во Европа вршат во предвечерието на Првата светска војна предавство на својата класа. Освен руската, српската и уште една беше, мислам, дали бугарската, не знам, социјалдемократска партија се против војната, така гласат во своите парламенти. Овие сите другите ги поддржуваат своите влади и тоа се разрешува натаму што едноставно партиите после Првата светска војна, што претходно биле социјалдемократски, после стануваат комунистички партии. Така да, нашиот проблем во тој дел е што и партии што се нарекуваат социјалистички не се социјалистички. Значи, веќе немаме проблем со социјалдемократијата што е прокапиталистичка, туку имаме проблеми со социјалистички партии во називот што се или прокапиталистички или се популисти што се обраќаат на десничари. Така да И општо кај обичните граѓани, дали веруваат дека преку партиско делување може да се и да е партија што е номинално комунистичка, дали може да се уклучуваат или да преку неја се гледаат надежда дека може да се менува општеството? Пак ќе го вратиме клучноста за размислување отаде стегите на краткиот рок што го наметнува капитализмот. Значи, едноставно трансформација на општеството не може да се случи преку ноќ. Не може. И сега што правиме околу работите кои не може да се случат преку ноќ? И повторно ќе кажам, оваа карактеристика е нешто на што треба да се работи и на чисто лично ниво. Ако човек нема истрајност, нема далеку да стигне. Значи, ако се откажува од се што може да стане, ама за тоа треба работа, тогаш тој ќе биде долу, нема далеку да стигне. Дури само на личен план. И социјалистите што сакаат денес во 2024 или 2025 да ги коригират најлошите страни на капитализмот. Тие не се социјалисти. Значи, денес, 2024-2025 година, капитализмот стана најголема закана за иднината на човештвото и целиот жив свет. Во таква ситуација, 2024, некој што сакал да се нарекува социјалист, мора да работи да го собориме капитализмот, а не дали ќе исполниме една или друго изборно ветување кое ќе не помести 1 милиметар додека капиталистичките сили не враќаат драстично назад. Значи, и кога ние во 2025 година зборуваме за нужноста, не само за можноста, за нужноста од пат на капитализмот, одеднаш тука е една од пречките на која ни се испоставува, ама за тоа треба многу работа. Не може тоа на краток рок да се собори. И сега, ако кај луѓето не се поттикнува да се размислува дека се можни работи да се направат со тек на време, со истрајност, тогаш таквите луѓе секојаш ќе имат скептичност дека е можно нешто да се направи, бидејќи едноставно не може да се направи на краток рок. Ако не може да се направи на краток рок, значи не може. Не е така. Партиски луѓето со право немаат доверба во партиите што учествуваат во парламентарната демокрација. Од друга страна, револуционерни партии кои што действувале на друг начин, во моментов е тешко да действуваат, значи на вооружен начин да се собори власта. Така да и јас на некој начин ја разбирам апатијата на луѓето што се демотивирани политички да се ангажираат, затоа што некои можда имали искуство, биле 10 години ангажирани, на крај само изгубиле 10 години од животот. Она што треба, сите што се занимаваме уште со политика, можем да речем, за да се занимаваш со политика не мора да одиш на избори, туку да разговараш на политички теми. Битно е на луѓето да им се објасни во каква опасност е нивниот живот и животот на нивните семејства, нивната благосостојба од престоечките војни кои надоаѓаат.
И економски кризи. И економски кризи и еколошки од рангот на немање вода, чист воздух и слично. А алтернатива како да се организираат? И тука со особената забелешка дека пасивноста, неделувањето веќе обликува иднината. И дека без колективна акција, колективна акција е која заедно ќе се здружиме и ќе преземиме нешто. Сега сме дојдени до таа точка. Сега одлучуваат само владите. Точно. Што ќе се случи. И сега никој не ги шиши. ние сме пасивни. Дури имаш партија, власт што пред избори кажала едно, после тоа го гази, си продолжува со практиките, од народот нема никаква реакција. Затоа што нема доверба во Тоа и не е ново, се навикнуваат на тоа, на лажење, на лажење од кое што би имале корист него. Сега тука спомнав малце екологијата, ќе те прашам здраве, ти си као некој истражувач у Македонија, некој што преведува книги на таа тема. Сега кои се роковите дека колку касниме за да ја спасиме земја од уништувачкото влијание на капитализмот, од толку експлоатација на ресурси, промена на климата, неко кратко да. Да, значи Да кога кажеш. зборуваме за иднината и што не чека во иднината, со нашата пасивност, која фактички ние не сме пасивни во тој аспект, туку капитализмот не навлекува да ние учествуваме во неговата војна против природата. Значи и ние да создаваме катастрофална иднина не само за нашите деца, туку и за самите нас, во не така далечен рок, да речеме. Значи, и сега, системот со своите медиуми не држи во мрак да ние не ја знаеме фактичката ситуација. А фактичката ситуација е, например, дека ние сме далеко од тоа да ги исполнуваме одредбите на Парискиот договор за климата, а и дури да се исполнуваат тие одредби, нас не чека затоплување, загревање на температурата од 2,6%, што е катастрофална иднина за нас самите. Но, тука, ако се потрудиме да ја дознаеме работата, а треба да се потрудиме, бидејќи зборуваме за нашата иднина и иднината на нашите деца, тоа ќе видиме дека проблемот со климатската криза не може да се реши во рамките на капитализмот, дека тоа е поинаков проблем отколку проблемот што го имавме пред 30 години со една можна еколошка катастрофа, уништувањето на озонската обвивка. Таа катастрофа беше одбегната со многу мало решение кое не го засегаше капитализмот. Тоа беше наместо една субстанца, CFC беше една друга хемикалија направена и ова е што текот на времето решен проблем. Никакво допирање на суштината на капитализмот. Климатската криза е драстично поинаква. А она што либералните екологисти го тврдат е следното. Наместо фосилна енергија ќе воведиме обновлива енергија и решен проблемот. Ма како решен проблемот? Ете, 30 години се решава проблемот, не е решен проблемот. Климатската криза зафаќа во самата суштина на капитализмот. Капитализмот, прво, го создаде проблемот и второ, нема механизми да го реши. Капитализмот е проблемот. И сега, ако ние размислуваме за нашата иднина, ние мора да го надминиме, да го потисниме капитализмот. И тоа создава можности. Тие можности за иднината. Значи, иднината може да биде многу подобра од денес. Значи, може да изградиме свет без експлоатација, без доминација. Каде што помалку ќе работиме, ќе си ја сакаме работата, ќе имаме поинакви човечки односи кои капитализмот ги дехуманизира. Од друга страна, ако ние одбираме да бидеме пасивни, тогаш нас не чека многу страшна иднина. Каде што сите ужаси кои не чекаат во 2025 година ќе бидат ништо во однос на ужасите што одат натаму. Значи, траекторијата по која се движиме е многу лоша траекторија. А кој е рокот од прилика за посериозни влијанија, да бидат толку видливи да луѓето мора да се развиват? Во таа смисла. Например, као сека
грдата иднина веќе се случува во подрачја кои се далеку од нас моментално. Например, сега пустошеше урагани во Јужна Африка. Да. Значи, али сега гледајте, дури и кај нас да нема подигнување на нивото на морето, сушите и поплавите создаваат недостиг на лоши приноси, недостиг на храна, недостиг на Има храна. влијание, да. Збориме за некој што посериозно ќе потреса дека ја од една страна имам перцепција дека сепак таа тема е веќе доста достапна за јавноста. Не е тоа каф мрак, може за Македонија у светски рамки се свесни луѓето за климатските промени и дури официјални имаше нели чекори, што ги кажуваш, либерални чекори за промена. И сега од друга страна па има и една контрапропаганда која што кажува дека климатските промени исто е као теорија на завера, кога ја измислиле властодржците, за да им влезат во независноста на луѓето од одредени полиња. Да. Значи има и сега. Значи живееме во таков свет, пак ја спомнам поделеност, кај што луѓето се губат не верувајќи на многу работи и дел од ова што доаѓа од научните кругови дури не му веруваат, мислат дека е сервирано од центрите на моќ. Да. Се има ли како да ги убедиме тие луѓе дека не е тоа баш така? Значи, јас ја сваќам недовербата кон центрите на моќ и во тој дел, значи, имам разбирање. Но она што треба луѓето да го видат е да одат потаму од чисто сметање дека центрите на моќ лажат, а ја отворат устата. Да речеме дека наука не постои. И сега има за жал злоупотреба на науката од луѓе кои наводно се научници, а кои се купени за пари да го кажуваат она што го кажуваат, ма во дадениот случај е баш обратната работа. Значи, оние што се купени да кажуваат работи кои немаат благе везе со реалната состојба, се оние луѓе што тврдат дека не постојат климатски промени. Глумат дека и они се антирежимски, значи го имаат тоа добро сработа. Гледајте, таа теза е во корис на фосилната индустрија, значи на капиталистите, на големите нафтени компании. И одеднаш луѓе кои не веруваат, испаѓа дека им веруваат на лобисти и пропагандисти на најбогатите компании во светот. И затоа треба едноставно луѓето да размислат кога некој нешто кажува, кои се мотивите негови за тоа да го кажува. Има луѓе кои ќе ви кажат пушењето е здраво. И сега вие ќе зајавите му верувате во тоа. Да, ова е едноставно климатските промени, тој дискурс кажува дека треба од корен да ги промениме сите работи од нашиот однос кон природата до нашиот меѓусебен однос. И дека нас не чека огромна задача. Замислите големината на задачата. Мора да го размонтираме капиталистичкиот начин на функционирање на економијата и да изградиме нова економија. Но она што е од гледна точка на починетите во системот, доброто, е дека она што е нужно да го направиме е баш истото што ќе ги направи нашите животи подобри. Така што тоа е големата надеж дека тоа е таа вин-вин ситуација за која плямпаат либералните екологисти. Сега да видиме какво општество сакаме. Сега ако у желботека, дали можеш ти да би кажеш низ неколку реченици, неколку мисли, ти како општество си замислуваш? Да малце да направиме скок од ова, кои се ограничувањата, колку се мучиме да стигнеме, дали можеш утре се будиш у твоето општество? Дали си размислувал, веројатно некојаш си размислуваш, може сега нагло ти го сервираме прашање или слободно како ти доаѓа, како сакаш, како уште сакаш да се разбудиш? Па ја искрено сакам да се разбудам во општество каде што луѓето меѓу себе физички ќе се дружат, ќе разменуваат идеи и на тој начин ќе сватат ова што ние сега во еден сат се трудиме како идеја да го сервираме, дека имаат заеднички интереси, заеднички работи што треба да ги направат за да им се подобри животот, така да би сакал да има некоја хаварија на социјалните мрежи, да мора ако сакам да се видам со тебе или со Мики да се видам лично. Така да еве, тоа ми е вака една желба, затоа што ја лично се изолирав последниве, можам да речам, години.
благодарение на сите тие работи. И мислам дека ако се врати колективниот дух кај луѓето, желбата за заедничарење, мислам дека тој ќе создаде да почнат да се организират политички, да направат големи работи. Затоа што таа изолација која што ни е наметната, мислам дека сега веќе ги дава резултатите. Мнозинството луѓе во светот, мислам дека ако ги прашаш и би рекле дека се антикапиталисти, ама како да се организираат во заеднички организации масовни, ако едноставно животот им е сведен на куќа посо. Не, например, јас сум размислувал често на теми, сега како прв утре се будам и станувам прво со поглед кон природа. Не ќе да гледам зидови ограничи, со поглед на природа. Тука многу магла имаш. Исто се будам без будилник, као природно уживам прво сонце, вода, дожд, како и да е времето, кога не ме загрижува самото време. А денес како ќе зададеш проблем ти е времето како ќе стигнам некаде. Зашо се брзам прво, немаш. После му заедницата кај што доаѓам, одма почнуваме од сабајле место физичка работа, малце разгибање, нешто физички да посадиме, да видиме до кај ни е земјоделието. Понатаму одиме, па го имаме првиот состанок, за денот да се договориме што друго треба да се сработи. После продолжувам малце со вешта друга работа, технологија, нешто знам, значи предонесувам секаде и после правиме уште еден состанок како треба за денот до кај сме стигнале и веќе почнува и забавен живот. Правиме игранки, дружби, разговори на политички теми. Така си го замислувам, мислам дека не сме далеку од тоа, дека имаме доста технолошки пронајоци за да можеме така да живееме до сега. Само сме пренатрупани у градови главно, по 20 милиони луѓе на Она што првото не смееме да му го направиме на центрите на моќ е да самите си ги потиснуваме и подценуваме желбите и стремежите. Бидејќи така сакаат да се однесуваме. Дека самиот процес на посакување нешто е нешто што е нереално. Нереална е желбата на која не работиш. Ако желбата на која сакаш да ја оствариш, таа станува реалност како се движиш напред. Секогаш има начин на меѓусебно поврзување, кај што може нешто да се материализира, од идеја да стане стварност. И тука во таа насока јас би кажал дека наместо дека можеме, реално можеме, и таа верба е многу важна, дека можеме од општество на грижи да станеме општество на грижа. Тука се играм на зборови, али поентата ми е следната. Денес е ова општество, на англиски кажано, на worries. А треба да прогресираме ко општество на грижа, на care. Значи, денес насмевката ја нема. Значи, насмеани лица можете да видите само на рекламите на телевизија, на билбордите, на исмевање на другиот, или кога се сликаат за Инстаграм. А луѓе што можете да ги видите, ова е теза на Мариглен која доста држи дека единствено некои луѓе се насмеани само кога ќе се сликаат за Инстаграм. А во реалната живот, нивниот живот е полн со грижи. Сега можеме ние да создадеме општество на грижа, на care, кај што наместо искористувањето во капитализмот ќе ни биде гајле за другиот, за природата, значи за живиот свет. И одеднаш кога ќе ни е гајле, кога ќе имаме принцип на грижа, тоа што ги трансформира меѓучовечките односи и гради едно општество кое не е веќе капиталистичко. И такво општество, капиталистичкиот систем е прашање на време кога ќе отпадне едноставно. Затоа градењето на некапиталистичко општество и нашето градење на себе си како луѓе кои се имунизирани, ослободени од капитализмот е многу важно, бидејќи само такви луѓе ќе знаат после големата трансформација какво ќе биде тоа ново општество кое ќе може да го изградат. Сега на прва кога си ги замислуваме општество некоја на рамноправност, на соработка,
Многу луѓе денеска со денешен мајндсет, со денешно размислување викаат, ама тоа не може да функционира, стално ќе има некој што ќе сака поише, што нема тоа да му одговара, ќе биде против, не како ќе ги казнувате тие луѓе, како ќе ги научите како ќе ги едуцирате да припаѓаат кон нешто кога нема. Ево одредени луѓе сакаат по свое, сакаат да доминираат, со тоа е затворен нашиот свет. Има ли кон нив некоја порака да пратиме? Па дека нивните идеи се продукт на нивната околина и на нивните услови во кои што живеат. Ако размислуваат така во капитализам, нема така да размислуваат во социализам што се гради. Да, например, га осека голем дел од капиталот во услови на капитализам, бидејќи во капитализам живееме, има врска со поседувањето. Значи, или се врши криминал од луѓе кои немаат доволно за живот, па се принудени да крадат и слично, или од другата страна зборуваме за луѓе кои имаат акумулирано екстремно богатство, ама никогаш не им е доволно. И се врти околу пари. Така што ако се ослободиме и ако луѓето се ослободат од стремежот кон поседување, тогаш одеднаш огромен процент од криминалот отпаѓа и сега секогаш може да се најде некој погрешка, човек кој е роден клептоман, но едно општество кое се соочува со мал број на криминалци, поинаку може да се справи со нив. Значи не мора да биде тоа со казнување, може и со грижа. Така што може да работите бидат многу поинакви отколку денес. Например, доста важна тема, луѓето сакаат да поседуваат. Не, капитализмот ги учи да ги тренира, ги дресира да во поседувањето да ја гледаат поентата, бидејќи имате во односот кон стварите две димензии, поседување и плодоуживање. Можете нешто да го поседувате, а да не го плодоуживате. Имате точак, ви седи во гаражата, скапува, џабе вие. И сега вие го поседувате, ама не го плодоуживате. А во крајна линија може нешто да го користите, да го плодоуживате, а при тоа да не го поседувате. Така што поентата, корисноста на нешто е само ако го плодоуживате. Значи, со примерот со точакот, го сека, ако вас ви седи и го поседувате во гаража, џабе вие. Дали сте го поседували или не го поседувате, не е важно. Важно е дали го плодоуживате или не. Така што, плодоуживањето не е врзано со поседувањето и тука треба, значи, да го осознаеме во која насока може да оди промената и да работиме на таа И до едно вакво општество по некоја проценка на памет ќе ти падне. За колку години ние може да дојдеме до вакво општество? Според тебе лично, како? Отприлика. Ја искритикувавме историјата дека луѓето се заглавени во историјата, ама како што ни е учителка за иднината, мислам социјалистичко општество може да се гради веднаш. Ајде, точно. А докаде ќе се стигне? Докаде ќе се стигне, тоа зависи од една реченица од Ленин. Од многу фактори. Од Ленин од минатото го сека. Има децении која ништо не се случува. Има недели која се случува децении. Да. Така што можно е да дојде до забрзување или иницирано од лоши настани кои ќе те потикнат поинаку да се однесуваш. Така што не може тоа да се каже. Она што е најважно е да не се заробуваме, да не ја заробуваме нашата мисла на краток рок. Некои работи, пак ќе повторувам, бидејќи е клучно. Значи, некои работи кои не може да се направат од денес за утре, може да се направат... Воопште да не ја заробуваме нашата мисла. Така? Никако. Ја мислам предстоечката катастрофа ќе им ги отвори на луѓето умовите како да продолжат да живеат. Мислам дека некогаш мора да се истрпи тежок удар, за да тоа е како кој ќе си болен и однезнаш после решаваш да живееш здраво. Така да мислам дека она од што стравуваме сите ќе биде и поука за човештвото. Значи, ако преживее. Со моменталното ниво на развој, економски и технологија така, само со една промена на политика на одраст, кај што нема непотребно да се произведува, и не би биле задоволни со оно што секојдневно го работиме, може тоа за краток рок да го постигнеме. Само да направиме промена на свеста во даден момент.
Да. Значи, нашите општества веќе се доста богати. Ние немаме перцепција дека нашите општества се богати и дека може и развиен комунизам да се воведе поради две причини. Прво, бидејќи богатството е концентрирано во мал број приватни раце. Замислете само Илон Маск, сојузникот на Трамп, колку пари има. Али тоа не е тоа е општествено богатство во приватни раце. И затоа не го гледаме. И вториот елемент е што капитализмот не дресира да размислуваме во матрица на не во матрицата на доволно, туку на што повеќе. Ете, Илон Маск на сите тие негови пари се уште се стреми да има повеќе, бидејќи што повеќе е матрицата. Значи, никое ниво на милиарди, трилиони долари не е доволно, бидејќи тој сака што повеќе. За добар живот доволно е да имате доволно. Значи, за тоа доволно мора оние што имаат премалку да имат доволно, но понатаму трката ред рейс што ни ја наметнува капитализмот за што повеќе мора едноставно да му речеме џабетија. Значи, може да изградиме општество кое ќе биде каде што денес можеме да го изградиме тоа општество, каде што помалку ќе работиме за пари, повеќе ќе работиме за задоволство и каде што нашите меѓучовечки односи нема да бидат дехуманизирани како што наметнува капитализмот, туку ќе бидат полни со грижа и со љубов. Како резултат на развој на технологијата, наместо да се губат работни места, слушаме во овој сектор масовно се бркаат луѓе. Тоа е уствари уште еден доказ дека може да се живее многу угодно на крилата на технологијата што имаме сега, но системот е таков што попрво милиони ќе останат без работа, отколку истите тие да работат наместо 8-4 часа за истата плата. Значи, почитувани гледачи, продолжуваме во 2025-та. Видовте дека имаме убави желби за убаво општество. Општество со помалку грижи, а со повеќе грижа за себе, за природата, за околината. Можни се тие работи, само помалку брзајте и помалку трошите енергија на задоволување на краткорочни, не толку важни потреби и успорете малку животот, а убрзате мислата. Во кажано. Во заклучок. Да. Посречна нова, нека. Среќна нова 2025.